Гостин во Република ТВ е професор доктор Аспазија Софијанова, национален координатор за трансплантација. Добар ден. Добар ден. И одамна се одбележа Европскиот ден на дарување органи. Колку е развиена свеста во Македонија за подарување органи? Ви благодарам што во склоп на многу нешта што се движат во државава е еден од токму тие двигатели и кои представуваат како еден вид и новина, особено во делот на дарувањето на органи, е токму тој момент на трансплантација, особено делот на подарување на органи. Во тој контекст, веќе година и пол, и јас како национален координатор кој практично треба да ги координира работите со сите институции кои се инволвирани во ова, можам да кажам дека навистина покажуваме видни чекори напред. Колку тоа е развиено, не можам да речам дека е најразвиено и не можам да бидам многу среќна со фактот дека ни фалат одредени сегменти кои можеби ќе влијаат подлабоко во развивањето пред се на свеста на населението. Тоа подразбира од една страна правење на една национална кампања на која веќе имаме видни размислувања како таа да изгледа да биде баш национална, наша. Гледавме и разгледувавме кампањи што ги прават соседните држави, особено како еден пример, тоа е Хрватска, која навистина го има развиено ова, да не речам дури до совршенство, меѓутоа на овие простори, тоа што го прави Хрватска е навистина за почитување. И она што сакаме и ние да го направиме, да биде навистина и кај нас во националните рамки, е токму тој дел за развивање на кампања. Едно време, ако се сеќавате, и дел од автобусите кои шета има исто така за подари орган, подари живот. Тоа е еден само момент, еден чекор напред. Меѓутоа, знаете, во развивањето на една ваква многу суптилна тема, треба да се размислува на се. Не е тоа само да се направи и да се почне. Тука фалат многу алки во синџирот за да биде комплетен, бидејќи грешките тука коштаат многу. И затоа, во тој дел, еве веќе сме при крај со формирањето на таа кампања, која ќе оди и медиумски, и која ќе покрива и ќе значи што значи да се подари живот. Се уште тоа е на ниво на разговори, кажувања, раскажувања. Меѓутоа, кога веќе ќе почне да оди повеќе и медиумски, кога ќе почнеме и ние, јас како национален координатор и сите мои болнички координатори кои се извонредно ентузијасти, извонредни лекари и со кои се гордам, мислам дека сите заедно ќе направиме една да речам една мисла, односно една споделбана информација која ќе продре до сите места до каде што тоа ќе навистина направи утре и картичка, во која што сите ќе бидеме свесни дека еден ден животот завршува, а ако можеме да продолжиме нечии други животи, сигурно тоа ќе значи многу повеќе отколку само завршување на тој живот. До каде изработката на националниот регистар на потенцијални приматели на органи? Клиниката за нефрологија веќе го има тој привршен, да не речам завршен, и таа сепак долг временски период го работи тоа. Таму има исто така извонредни стручњаци кои се занимаваат со проблемот околу пациентите кои се на диализа и кои се потенцијални приматели на органи. Тоа се тие кои што се во моментот клучни, бидејќи во нашата држава делот околу губрежната трансплантација која трае долг временски период ја имаат веќе рутинирано. Што се однесува до оној така наречен living donor трансплантација, а што се однесува до кадаверичната ни значи, бидејќи типизирањето на потенцијалните приматели на орган е исто така важно, за да ги имаме веднаш на листата кога ќе имаме потенцијален кадавер, односно тој кој што ќе го даде животот, односно кој што ќе ги дарува органите, за да можеме да направиме компатибилно спојување на тие две суштества или повеќе органи кои што ќе треба да бидат дадени од еден на други. Велам на други, бидејќи бубрезите се два, црниот дроб е еден, белите дробови се исто така многу важни да ги размислуваме во иднина, срцето, значи негде каде што се во можност да се даруваат два органа, тоа се бубрезите, ќе имаме потенцијални приматели, таму каде што останува еден орган, исто така го размислуваме и тоа е во фаза на развивање, едуцирање, размислување како да го направиме и овде да заживее најдобро. Кадаверичната трансплантација требаше да почне на клиниката за урологија со преследување на бубрек. За неполни 2 години. Колку кадаверични трансплантации се направени во Македонија? Таа започна на клиниката за урологија и го адаптираме трансплантацијскиот центар и во моментот токму тоа и се прави да ги има идеалните услови. Сигурно дека за да бидат сите работи како што треба да се исполнат одредени критериуми и сметам дека клиниката пред се во однос на кадарот кој што го поседува е навистина
Јас имав и прилика да ги гледам и да ги следам дел од кадаверичните трансплантации е одлично екипирана со кадар. Секогаш фали повеќе и секогаш размислуваме на до едукација. Тоа ќе биде и во иднина дел од програмата за развивање на овој процес на трансплантација кај нас. Но како и да е, делот кој што така наречен трансплантацијски центар во склоп на самата клиника за урологија е сега веќе и во фаза на реконструкција, реновирање, за да ги исполнува сите критериуми, затоа што не е само процесот да заврши како таков. Многу е важно припремата на пациентите претходно, што е дел од клиниката за нефрологија или интернистите кои го припремаат пациентот за трансплантација и посттрансплантацијскиот период кој што е уште така поважен, бидејќи содржи во себе навистина стерилни услови, содржи пратење и следење на пациентот и сите параметри кои мора да ги задоволува исто како да го имал бубрегот и претходно. Каква е денес динамиката на трансплантација на органи? Се повеќе и повеќе делот на кадаверичната, која што треба да биде и дел од свесноста на нашиот народ, ќе биде и наш престиж и наша доминантна улога за воеднина. Тоа е и улогата на националниот координатор, особено во делот околу координирањето кога ќе се случи мозочна смрт. Таа е таа која што не ординира понатаму да размислуваме како понатаму да се организираме. И се разбира разговорот со фамилиите кој што понекогаш е навистина мачен, бидејќи е во фаза кога луѓето се простуваат од еден живот, меѓутоа во исто време се среќни бидејќи подаруваат живот. И го знаат тоа добро тие кои беа веќе во овој процес и на сите нив искрено им благодарам. Бидејќи тоа што го направи особено овие први 8 кадаверични трансплантации, фамилиите несебично го направија тоа. Нивниот пример треба да биде пример и за следните 80, следните 800, 8000 и колку можеме повеќе за да ги достигнеме тие другите, бидејќи не сме ништо подоле од никој. Само треба малку повеќе да работиме на развивање на свесноста. Понекогаш, а и се случило, да дел од тие кои беа потенцијални донори, со веќе диагностицирана мозочна смрт, не успеавме да ги убедиме, независно што во законот стои дека сме сите потенцијални донори. Но, знаете, на крајот на денот сепак се ослонуваме на фамилијата и сакаме да тоа биде доброволно. Да не биде земено со сила или да не знае фамилијата, па да имаме дополнителни проблеми. Сите тие кои што досега беа донори, беа навистина прекрасни луѓе кои во најголемата тага успеа да препознаат дека тие на кои ќе го спасат животот е многу поголема цената отколку едноставно она што им се случува во моментот за кој сите жалиме. Но треба да се прифатат реалностите, животот е токму тоа тенка линија. Никош не знаете кога ќе дојде и настапи смртта, а кога обично се случува таа е ненадејна, во случајот со тие сите потенцијални кадавери, независно дали се работи за аневризма, дали се работи за мозочен удар, дали се работи за некаков, да речам, некаква траума која е, да кажеме, многу трауматска во тој момент за фамилијата, меѓутоа, ако ништо друго, прифаќањето е многу важно да се направи. Да се прифати моментот дека веќе е настапила мозочна смрт кај тој човек, жена, дете, а со тоа да може да се дадат, односно да се даруваат органите за да спасат живот. За трансплантацијата се говореше и на неодамна завршениот конгрес за педиатри, кој беше во Струга. Кои се последните сознанија? Зашто најмногу се зборуваше? Морам да ви кажам дека бев посебно пријатно изненадена, бидејќи на последниот ден цела сесија посветивме за трансплантација. И посебно ги поздравам колегите кои беа дел од оваа сесија. Јас и доктор Мојсова ја раководевме. Имавме навистина прекрасни впечатоци, излеговме од разговорите и од она што излезе од предавањата, навистина многу побогати во однос на свесноста, што и кај нас се јавува, бидејќи ние во самиот процес зрееме. Значи, целото ова подигање на свесноста е и кај нас лекарите. Морам да бидам искрена. Тоа што беше презентирано од колегите од Карел или од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување беше еден многу интересен случај кој го споделувам со јавноста, во кој колешката доктор Срцева Јовановска го презентираше случајот во Хрватска, каде мајка на своите 24 години, бремена, 26-та недела, доживува мозочна смрт. При тоа се согласува целата фамилија да ја одржат уште некој период за да дозре плодот. При тоа се согласува целата фамилија да бидат дарувани низините органи. И тоа ни го прикажа. И на крај, таткото или сопругот на починатата веќе направи филм со детето, кој благодари на мајката што го направила тоа и не остави сите без текст. Тоа кога ќе го направиме и ние, ќе го направиме во една од идеите нели околу правење на оваа кампања,
каде што го видовме детето како е тоа е дел па и од мојата професија, бидејќи јас се занимавам со предвремено родени, критични новородени и критични деца, кои што исто така знаеме колку е таа сцена непријатна кога се граничи или со животот и смртта, вие го давате животот, особено на децата, посебно ме погоди и мене, бидејќи сватив дека тоа што го направија во Хрватска, каде една мајка на своите 24 години и покрај завршување на нејзиниот живот роди здраво дете, тие потоа го дозреа предвремено роденото нејзино новороденче и подари живот и ги видовме на филм како изгледа тие кои што примиле органи од починатата. Верувајте ми дека сите бевме буквално без зборови. Тоа сакам да го споделам со јавноста, дека ако може Хрватска, можеме и ние. Значи, само треба да се има добра волја и да се прифатат нештата, затоа што тоа е природен тек на животот. Порано или покасно сите заминуваме од овој свет и знаеме дека сепак доколку може, и ако веќе се случило нешто такво, и ако може да се даде, и ако е потенцијалниот дарувач и примател компатибилен, тогаш на вистина цената е огромна, а тоа е спасување на еден живот. Јас секогаш го завршувам со тоа дека тоа нема цена. На конгресот во Струга присуствува и еминентни стручни имиња од Европска унија, од Велика Британија, од САД. Кои беа најгорливите теми за кои се говореше? Ми е драго што направивме светски конгрес во Република Македонија и покажавме дека можеме. Тоа е исто многу важно затоа што прво моите колеги беа задоволни. Значи прво јас за моите колеги сум среќна бидејќи сите бевме собрани и имаше повеќе од 700 присатни. И ми е посебно драго што имаше не само од Европската унија, целата Европска унија беше застапена. Велика Британија, Соединетите Американски држави и Канада. Од Канада беше дојден националниот координатор за астма. Од Велика Британија беа дојдени луѓе кои што се занимаваат со вакцинации, исто така одржа многу прекрасни предавања и развојно следење на деца со пречки во развој. А да не зборувам дека од Соединетите Американски држави зборувавме за реанимација, како изгледа ургентен центар кај дете, нешто што сега го направивме, како да го подобриме неговото работење. Имаше цела работилница посветена на интензивна нега и терапија со манекени во кои што работилницата има можност сите колеги да видат како изгледа реанимација на дете или понекогаш знаете во медицината теоријата е едно, но кога ќе ви се случи ситуација во која веднаш треба да реагирате, а детето веќе умира, тогаш морате да знаете како тоа да го направите. Тоа беше дел од оние така наречени или работилници во кои сите им дадовме една сигурност дека утре и да се најдат во таква позиција, да ги знаат основните потези и основниот начин за транспорт на такво критично дете до клиниката каде што понатаму го превземаме ние и работиме со таквите критични деца. Посебен акцент давам на трансплантацијата која беше една од клучните теми. Особен акцент давам на ретките болести. Имавме исто така многу сериозна дискусија, знаете дека и тоа сега е отварање на новите порти и лекувањето што го правиме и веќе ги имаме и лековите и знаете кој е олеснување за пациентите кои се соочуваат со деца и со возрастни кои имаат ретка болест, да имаат можност да имаат лекови и истите тие понатаму да знаеме дека се дел од можноста да не бараат по други држави, да не се трошат самите, туку самата држава им го возможува тоа, а тоа го видовме како примери од Холандија, бидејќи Лизбет Сидериус навистина ни покажа што прави Европската унија, тој модел веќе и ние го пресликуваме тука и се разбира вакцинациите кои беа или имунизацијата која беше тренд и во кој што разговори предизвика извонрено голема заинтересираност на таа сесија. Имавме две паралелни сали. Преполни беа двете сали. Драго ми е што моите колеги уживаа. Уште повеќе ми е драго што и тие кои што дојдоа видоа дека и Македонија спремна да се носи со светските трендови, да ги споделува истите и се разбира да види на кој ниво е, за да може да ги подобри сите елементи кои недостасуваат. Ви благодарам за гостувањето, професорке. Во секое време.